Добро дојдовте во урбаните вести. Вакцинацијата против сезонски грип во целата држава ќе почне в среда на 18 октомври и ќе се врши во центрите за јавно здравје и нивните подрачни единици. Вакцината ги покрива типовите вирус на грип кои циркулираат во северната хемисфера, соопшти Министерството за здравство. Со останатите денешни наслови одиме виднаш по генералната најава. Македонскиот центар за култура и развој изборите ги оцени како слободни, фер и демократски. Дуално образование за поголема вработеност на младите. 10 години без Тоше. Наскоро нов албум со негови песми. Дизелот и Евро Супер 95 поевтинуваат за половина денар. Еден ден по локалните избори, дел од политичките партии и кандидати за градоначалници излегоа со свои видувања за регуларноста на изборите. Слободен, фер и демократски изборен процес во првиот круг од локалните избори е оценката која денеска ја дадоа од Македонскиот центар за култура и развој и изрази пофалба, почит и благодарност до сите поединци и институции вклучени во изборите. Им честитаме на сите вклучени поединци, организации, политички партии и наблюдувачи во вкупниот изборен процес, кампањата и мирното спроведување на изборниот ден. Македонскиот центар за култура и развој оствари директни средби со соодветни представници сите релевантни политички партии во земјата. Представниците на двете најголеми коалиции во Република Македонија на нашите директни средби вчера, разгледувајќи го изборниот процес од аспект на безбедноста и превенцијата, го изразија своето уверување и оценка дека изборниот ден протекува мирно, во фер и демократска атмосфера и дека не очекуваат било какви проблеми, што се покажа и на крајот на изборниот ден. Цивил Центарот за слобода денеска го представи прелиминарниот извештај од мониторингот на првиот круг на локалните избори 2017 од 206 извештаи, а остануваат уште толку. Честитка до граѓаните, активни институции, слободни избори и високо ниво на политичка култура, со исклучок на неколку инциденти, е оценката која денеска ја даде Цивил Центарот за слобода при представување на прелиминарниот извештај од мониторингот на првиот круг од локалните избори 2017 кој вчера се одржа. Овие резултати се од разгледани 206 извештаи, а остануваат уште толку. Граѓанската организација Цивил оцени дека локалните избори биле слободни со голем број помали нерегуларности и низа проблеми кои што се однесуваат на работата на изборната администрација во најголем процент 57,8%, како и во помал процент на партиите и активистите, гласачи кои предизвикале нерегуларности како и технички недостатоци во избирачкиот материјал. Според председателот на Цивил, изборни нерегуларности имало во 36 општини, односно 179 избирачки места. Им честита на голем број институции кои вчера беа за прв пат по долго време институции кои работат. Оваа година можеме да кажеме дека имавме слободни избори. Тоа подразбира дека институциите беа активни, се обидуваа да спроведат добри избори, слободни, фери, демократски. Граѓанките и граѓаните покажаа високо ниво на политичка култура, со исклучок на еден извесен број инциденти помали. И тоа кажува дека исто така поголем дел од оние што се тркаа во оваа политичка трка беа на висина на својата задача. Председателот на Цивил, Џабир Дерала, истакна дека неколку стотина луѓе не можеле да го остварат своето право на глас и инсистираа да се добие разрешница за лицата кои ги нема на избирачкиот список. Кандидатот за градоначалник на СДСМ за град Скопје Петре Шилегов денеска на пресконференција објави победа уште во првиот круг и порача дека градската администрација која тој ќе ја предводи ќе биде сервис на граѓаните. Кандидатот за градоначалник на град Скопје од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија Петре Шилегов денеска објави победа уште во првиот круг во локалните избори 2017.
Шилегов на пресконференција порача дека новото Скопје повторно се раѓа, а Македонија ги заокружи промените и тргна напред, а градската администрација ќе биде сервис на граѓаните. Честитам на граѓаните на Скопје за одважноста, храброста и одлучноста што ја покажаа и што гласаа за заокружување на промените и за живот за сите во Скопје. Резултатите се јасни. Во Скопје имаме победа по првиот круг. Овој резултат за мене лично, за мојата екипа, за мојот тим, представува голема чест, но и уште поголема обврска. Од првиот ден ќе се зафатиме со решавање на најгорливите проблеми на градот Скопје: загадувањето, зеленилото и сообраќајот. И граѓаните многу брзо ќе може да ги видат промените. Новата градска администрација што ќе ја предводам ќе биде сервис на граѓаните, кој што ќе работи и ќе се води исклучиво по нивните интереси. Шилегов им се заблагодари на сите граѓани на Скопје, на сите политички партии кои учествуваа во изборите, како и на сите институции што овозможија слободни и демократски избори. На овие избори, како што нагласи, победија граѓаните на Скопје и цела Македонија. Два пати поголема невработеност кај младите е забележано во Македонија во споредба со земјите од Западен Балкан. Менаџерите на големите компании проблемот го лоцираат во неадекватното образование, односно недоволната практична работа. Германските инвеститори во Македонија веќе ги прошируваат капацитетите, но немаат доволно стручен кадар. Решението го гледаат во дуалниот систем на образование, беше истакнато денеска на пресконференција во Стопанската комора на Македонија. Како што истакна Тобиас Боле од Стопанската комора на Германија во Македонија, компаниите имаат недостиг од технички лица за производство и одржување, особено во автомобилската индустрија. Ова не се обични работни места, туку места кои бараат поголеми инженерски вештини и секако носат повисока плата, нагласи Боле. Според него, германските инвеститори во Македонија досега отворија 15.000 вработувања, но оваа бројка допрва ќе се зголемува, а за тоа потребно ќе биде покрај теоријата да се изучува и праксата, директно во производството. Овие три партнери работат заедно и постојано разменуваат информации, така што овој дуален систем се сведува на практична работа која што е соодветна со потребите од пазарот на трудот и потребите на индустријата. Борис Тримчев од Стопанската комора на Македонија посочи дека токму поради се уште невоспоставениот систем на дуално образование кај нас, невработеноста на младите е 2 пати поголема од просекот во Европската Унија. Постои евидентна поврзаност помеѓу придобивките од дуалниот систем на образование и ниските нивоа на невработеност, особено на младите лица, бидејќи овој модел ја олеснува транзицијата од училиште до работа. Имаме определени сознанија на ниво на Европска Унија, онаму каде што е имплементиран дуалниот модел на образование, се рефлектира со пониска стапка на младинска невработеност. Во контекст на дуалното образование, Тобиас Боле го препорача така наречениот златен триаголник, кој подразбира, како што напомена, соработка меѓу приватниот сектор, државните институции, односно Министерството за образование и наука, средните училишта и факултетите и бизнис заедницата. На 18 октомври на сцената на Македонската опера и балет премиерно ќе биде изведен балетски триптих, во рамки на кој публиката ќе има можност да ужива во 2 представи на светски познатиот кореограф Ицик Галили и како и на представата на Сташа Зуровац од Хрватска. Балетски триптих, во кој првите 2 представи Агонија на срцето и Софа, се во кореографија на светски познатиот кореограф Ицик Галили од Израел, а третата е обнова на представата Песна над песните и е во кореографија на Сташа Зуровац од Хрватска. На 18 октомври премиерно ќе биде изведен на сцената на Македонската опера и балет, а репризата е на 24 октомври. Во Агонија на срцето и Софа, музиката е на Том Вејц и Филип Глас, а во Песна над песните музиката е на Маријан Нечак. Уметничкиот раководител на балетот Олга Панго денеска на пресконференција рече дека ќе настапат првенци, солисти и балетскиот ансамбл на МОБ. Го нарековме балетски триптих бидејќи
представите не се во релација, да кажам, трите едната со другата, меѓутоа секако се работи за современ и модерен балет, кој што може сепак да се најде некаков меѓусебен нит. Агонија на срцето е представа на музика на Филип Глас, стринг квартет број 5. Костимите се на Анастасија Лансен, значи светло дизајнот е на господинот Галили, во кореографија на господинот Галили. Асистент на кореографот Елизабет Гибијат. Значи таа работеше напорно 5 недели, односно 6 недели со нашите играчи. И можам да кажам дека направи голем исчекор напред и ни постави едни други стандарди, што за нас се чекор кон Европа. Така и ја гледам оваа представа и ова дело, што мислам дека навистина ќе ни го отвори патот како компанија во еден друг правец, нешто што се вика тек со времето. Една од главните улоги во представите ја игра Ивана Коцевска, која истакна дека со оваа представа доживеала присврт во кариерата. За мене ова представува голема чест и на некој начин и пресвртната во мојата кариера. Бидејќи ми е доверена навистина голема задача и сум бескрајно благодарна на кореографот и на неговата асистентка за таа доверба. Стилот кој што го работевме на движење, на почетокот ми представуваше голема тешкотија, затоа што се обидувавме да ја совладаме техниката, а всушност требаше само да се препуштиме на природата на движењето, на натрешниот импулс телото кој го дава. Кога успеавме да совладаме таа состојба ментална, се случи ослободување на телото и потоа се препуштивме на уживање на интерпретацијата на кореографскиот вокабулар на господинот Галили. Светски познатиот кореограф Ицик Галили нагласи дека со оваа представа настапувал на повеќе континенти во голем број држави, а од македонската публика очекува дека ќе даде свој пиџат на представата. Поранишниот НБА кошаркар Кутино Мобли ги посети децата од СОС детско село во Скопје, каде одржа тренинг со 20 деца од програмата кои активно тренираат кошарка. Поранишниот НБА кошаркар Кутино Мобли ги посети децата од СОС детско село во Скопје, каде одржа тренинг со 20 деца од програмата кои активно тренираат кошарка. Покрај запознавањето и размената на впечатоци, на игралиштето Кутино споделил и ги учел децата на кошаркарски техники и движења, пошто одиграле вистински кошаркарски надпревар. Кутино Мобли е еден од собствениците на Нуск Холдинг, компанија инвеститор во Македонија, а неговата работна посета, како што вели, не го оддалечила од првичната преокупација кошарката. Сакајќи со никого да споделам спортски моменти, ги посетив децата од СОС детско село, откако дознав за нивниот ентузијазам за тренирање кошарка. Поминавме прекрасни моменти и можам да кажам дека има вистински таленти меѓу нив, па затоа нашето дружење ќе добие продолжение како и кошаркарскиот тренинг, изјави Мобли. Според менаџерот на програмата за згрижувачки семејства и развој на деца во СОС детско село Виолета Георгиевска, ваквите моменти и случувања се од големо значење за развојот на децата, затоа што им даваат чувство на семејна активност и искуство, кое што ќе го паметат уште многу долго. 10 години Македонија е без најголемата музичка звезда Туше Проески. Туше покрај музичките успеси и освоените награди остана запаметен и по големата хуманност со која им помагаше на многу граѓани и организации. Македонија и Балканот денеска се сеќаваат на Туше Проески, кој на денешен ден пред 10 години трагично го загуби животот во сообраќајна несреќа кај Нова Градишка на пат кон Загреб. Како и во изминатите 9 години, 12 маратонци од повеќе градови од Македонија во чест на Тоше. Завчера го почнаа маратонот од Нова Градишка и денеска напладне треба да стигнат во Крушево на неговото вечно почивалиште. Потоа во спомен куќата на Тоше на Гумење ќе има културно-уметничка програма. 15 студенти од Универзитетот Гоце Делчев од Штип ќе сликаат, инспирирани од животот и делото на Тоше. Учениците од Основното училиште Никола Карев од Крушево ќе изведат
имаат поетски рецитал, а ќе настапи и хорот на Крушевската гимназија Наум Наумовски Борче. Фондацијата Тоше Проески најави нов албум кон крајот на ноември и почетокот на декември со песни на Тоше, снимени на англиски јазик во студиото на Енди Райт во Лондон. На албумот ќе има 6 песни, меѓу кои и Light the Flame, која беше промовирана на 5 октомври на манифестацијата Биди и ти, дел од звездиното небо на Тоше. На албумот ќе има и неколку преработки на стари хитови на Тоше. Животот на Тоше Проески заврши во годината кога одбележуваше 10 години успешна кариера и кога таа почна да станува меѓународна. Но албумот на англиски јазик што го подготвуваше беше постхумно промовиран, The Hardest Thing. Тоше Проески е роден на 25 јануари 1981 година и својот музички талент го покажал уште како петтоодделенец на фестивалот Златно славече, каде испеал песна на влашки јазик. Музичката кариера ја почна со победата на Мелфест во Прилеп во 1997 година и од тогаш настапуваше на сите значени фестивали во земјава и регионот, а во 2004 година ја представуваше Република Македонија на Евровизија во Истанбул. Таа година стана и амбасадор на УНИЦЕФ. Објави 7 албуми, неколку и во превод на српско-хрватски јазик. Последниот Игри без граници беше промовиран 2 недели пред несреќата, а последниот концерт кој беше хуманитарен и за подобрување на условите во образованието во Македонија го одржа на градскиот стадион на 5 октомври 2007 година. Италијанскиот јазик на големиот екран и во кинематографијата е темата на овогодинишната неделна на италијанскиот јазик во светот, која што ќе започне со проекција на филмот Трст Југославија во Кино Милениум. Во Кино Милениум вечерва во 19 часот ќе биде отворена 17-та неделна на италијанскиот јазик во светот со проекција на филмот Трст Југославија на младиот италијански режисер Алесио Бодзер. Тема на ова издание на неделата на италијанскиот јазик во светот е италијанскиот јазик на големиот екран и во кинематографијата. Неделата ќе опфати културни настани посветени на промоцијата и ширењето на италијанскиот јазик и култура, а особено на соодносот помеѓу италијанскиот јазик и светот на филмот. Организатор на настанот е амбасадата на Италија во Скопје. Пред проекцијата е најавено обраќање на амбасадорот на Италија Карло Ромео, а по завршувањето авторот на филмот Бодзер ќе отвори дебата со публиката за неговото дело. Трст Југославија е документарен филм кој содржи сведоштва на обичните граѓани, како и на некои познати личности: Раде Шербеджија, Горан Бриговиќ, Славенка Дракулиќ, за улогата на градот Трст, односно на Италија како порта кон западот за тогашната социјалистичка федеративна република Југославија. Според авторот Бодзер, филмот е мозаик на приказни и сведоштва на актери, интелектуалци, филозофи, антрополози, историчари, музичари, но и обични луѓе од тоа време, кои ги споделуваат своите искуства, нивните патувања со автобус, воз или автомобил за да заминат во Трст. Денеска во музеот на град Скопје ќе биде отворено 11-тото издание на фестивалот Златна лира во организација на Сојузот на музички уметници на Македонија. Како што информираат организаторите, ова е единствен фестивал што приоритет и печат става на македонските репродуктивни музички уметници. Со концерт на камерниот хор Света Злата Мегленска под диригентската палка на Летка Димовска Полизова, вечерва во музеот на град Скопје ќе биде отворено 11-тото издание на фестивалот Златна лира во организација на Сојузот на музички уметници на Македонија. На програмата, како што е најавено, се дела од Скаловски, Иванов, Запров, Брајант, Верди, Грахам, Шуплевски, Стојков, Зографски, Гајдов и Прокопиев. На програмата на 18 октомври се македонските млади уметници Анастасија Грговска виолина и Бојан Илковски пијано. На 21 октомври концерт ќе одржи интернационалниот состав Линда Хедлунд виолина и Доменико Дел Гујдече гитара. На 24 октомври концерт ќе има скопскиот дувачки квинтет, а на 25 октомври рецитал ќе има младата пијанистка Мимоза Кеќа. На затварањето на фестивалот на 26 октомври ќе настапат Момчило Куфојанакис виолина и Весна Ангелова пијано. На фестивалот ќе бидат врачени и наградите на Златна лира на Страшо Темков за едногодишни успешни настапи и на сопранката Марија Наумовска Муратовска за животно дело. Дизелот и Евросупер 95 од ноќеска на полнок поевтинуваат за половина денар. Цената на бензинот Евросупер БС 98 останува 65 денари за литар.
Малопродажните цени на бензинот Евро Супер БС 95, на дизелот Евро Дизел и на екстралесното масло за домакинство од вечер на полнок се намалуваат за 0,5 динари по литар, одлучи денеска регулаторната комисија за енергетика. Новата цена на Евро Супер БС 95 изнесува 63 динари за литар, на Евро Дизел 51 динар за литар, а екстралесното масло за домакинство ќе чини 39,5 динари за литар. Цената на бензинот Евро Супер БС 98 останува 65 динари за литар. Од средината на неделава се очекува промена на временската состојба со ветер од јужен правец. Во петок попладне и во сабота ќе има зголемување на облачноста и услови за слаб локален дожд. МТМ Метео е во продолжение. И уште една информација пред да се одјавиме. Без електрична енергија утре од 9 до 11 часот ќе бидат корисниците од делодолицата Женевска во општина Карпош. Без струја од 11:30 до 14 часот ќе останат и корисниците од делодолицата Даме Груев кај трговскиот центар Палома Бјанка во општина Центар. Со оваа сервисна информација го завршуваме и ова издание на Урбаните вести. Ви благодарам за вашето внимание. Довидување.